Се комплицира случајот професори на економскиот факултет. Рецензенската комисија уште еднаш го потврди својот првичен став и позитивно ги оцени нивните рецензии, истакнувајќи дека тројцата професори на економскиот факултет го исполнуваат условот за избор во повисоко звање, односно доценти во вонредни професори. Комисијата му предложи на Наставно-научниот совет пријавениот кандидат да го избере во наставно-научно звање вонреден професор по предметот сметководство на економскиот факултет во Штип. Комисијата заклучи дека кандидатот ги исполнува сите критериуми предвидени со законските прописи и актите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Но откако рецензии беа преобјавени и ставени на увид на јавноста, група професори од економскиот факултет доставија неколку приговори по однос на истите. Конкретно за професорот Александар Костадиновски, професорите се со став дека тој нема објавено труд во научно списание со импакт фактор во последните 5 години согласно со член 125 од Законот за високо образование. Нема научно-истражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на научно-истражувачките резултати во областа за која се бара. Нема задолжително внесување на сите научно-истражувачки и останати активности на електронскиот репозиториум на УГД, заради нивна валидност во евалуацијата и не поседува рецензирана електронска скрипта од предметот во кој се бира објавена на библиотеката на УГД. На ваквиот став писмено реагираше и професорот Костадиновски, кој посочи дека ги исполнува сите оспорени критериуми од страна на професорите, приложувајќи соодветни документи за истото. Од Универзитетот се воздржуваат од секаков коментар по однос на случајот со тројцата професори од економскиот факултет и посочуваат дека целата постапка се тера согласно законските одредби. Случајот со професорите Крсте Шајновски, Александар Костадиновски и Маргарита Матлиевска е актуелен веќе 2 месеца, откако Наставно-научниот совет на економскиот факултет не изгласа нивен избор во повисоко звање. Во знак на револт тие почнаа штрajk со глад кој траеше 20 денови, а беше ставен во мирување се до завршување на постапката за избор.